бара 25-30%. Не можеш ти да одиш во банка, не е ова брзи кредити, кај што постои таму. Ајде, дај што дај, да ги собериме на луѓето парите. Не е така, значи ние сме во многу лоша состојба, Македонија тони, скоро години и пол веќе ќе помини и нормално и уште малци 2 години ќе поминат. Влада цело време се шетка, си зема кредити, се кажува приказни како супер одат работите, а да погледнеш во економијата нула, тониме, во здравството тониме, образование тониме, ништо нема направено со животната средина, собрајќи ако зборувавме хаосе во Скопје и другите градови, никој го нема решено проблем со паркирањето, да не зборувам со ѓубрето, најголемо достигање можда е па и тоа некоја наука и иновација. Како да се реши проблемот со ѓубрето? Градот мири со нашиот пон. Така рече еден жител. Така. Господин Јорго, еве имам впечаток дека ова ми е еден од најдолгите подкасти, но имавме што да си кажеме, направивме мислам еден прекрасен подкаст, прекрасен разговор, што нема да биде последен, ќе се гледаме ние повторно, соработуваме ние. Ви посакувам добро здравје и ви благодарам што ни бевте гости. Благодарам, поздрав до гледачите и секоја сум добро дојден. Поточно, драго ми е да бидам дел од Демократски импулс, најдобриот подкаст во Македонија.